Почитувани, луѓето умираат, а таравари се сонча по морските плажи. Неспособниот СДС и неодговорното Министерство за здравство се најголема опасност по животот и здравјето на граѓаните. На Скопската клиника згасна млад живот, 25 годишна девојка. Поради несоодветен медицински третман, негрижа од страна на медицинските лица и констатирана погрешна диагноза, згасна млад човечки живот. Министерот за болест таравари се уште молчи и го крие случајот од македонската јавност. Колку пациенти треба да починат за неполни 100 дена од владењето на СДС, за да владеачкото мнозинство се свести дека треба да се бара одговорност од таравари. Очекувано е дека пациентите ќе страдаат кога примарен интерес на владата, на Заев и таравари е да ги полнат клиниките со партиски, корумпирани, меѓутоа и непрофесионални кадри. Беа разрешени без основ и сосема спротивно од законот над 80 директори на здравствени установи, а на нивно место се назначија луѓе кои се докажани митаџи и лица со криминално минато. Во македонското здравство се случува хаос, кој за жал од ден на ден расте. Заев, кога зборуваше за живот во Македонија, на овој живот ли мислеше? Заев и таравари имаат 3 заеднички карактеристики, а тоа е неспособност во управување, негрижа за проблеми и потреби на граѓаните и пациентите, но исто така и бегање од одговорност. Заев и таравари се главни виновници за уништување на македонскиот здравствен систем. Таравари, граѓаните заслужуваат одговор. Плажата не е поважна од човечките животи. Таравари, граѓаните бараат и чекаат одговорност за хаосот кој го правиш во здравството. Јавноста е нестрплива и го повикуваат таравари да престане да си игра со човечките животи и здравјето на граѓаните во Република Македонија. ВМРО ДПМН нема да дозволи граѓаните да го трпат овој хаос и безредие кој е на директна штета. Граѓаните заслужуваат мирен, спокоен и безбеден живот. Заради неодговорност, целокупната негрижа и неспособноста на владата на СДС, набрзо ќе следи и политичка одговорност.